Сет од брани, акумулации, правни договори ја претворија реката Колорадо во многу сложен воден систем кој поддржува над 40 милиони луѓе на американскиот југозапад. 7 сојузни држави, 2 мексикански држави и 30 племенски нации имаат право на водите на реката. Системот зависи од прецизните временски испуштања од двата најголеми резервоари во САД, езерото Мид и езерото Пауел. Екстремите во климатските промени го прават управувањето со реките уште поделикатно. Едит Загона го води тимот на Универзитетот во Колорадо кој го разви River Wear, програма која анализира како реката ќе функционира под различни сценарии. Извршивме сондажа и ги анализираме физичките процеси, но исто така и податоците поврзани со езерото. Предвидувањата за климата, стапките на испарување, производството на енергија, сите други фактори кои влијаат на реката се вклучени во моделот. Федералната агенција што управува со реката го користи River Wear за да спроведе сценарија како на пример како ќе функционира напојувањето на реката во лоша сушна година. Дали може да сметаме езерото да обезбеди вода за оние многу сиромашни корисници на која им е неопходна? Понекогаш е многу тешко да ги натерате сите корисници на вода да се договорат за тоа како да ја користат најекономично. Повеќето засегнати страни сега користат Riverware, а заедничката платформа помогна да се олеснат некои тешки прашања во преговорите. Ако можеме барем да се согласиме околу фактичката состојба, кога почнавме да работиме со Мексико, тие имаа свој систем за напојување, а ние имавме наш. Почнавме заедно да го бараме најдобриот модел. Важно е. Овој софтвер исто така им помага на носителите на одлуки за користење на водата од други реки, од Колумбија до Нил.